На денешниот час по граѓанско образование ќе се запознаеме со наставната содржина интеркултурализмот во граѓанското општество. За оваа наставна содржина ќе ви треба тетрадка и пенкало. Основна цел на оваа лекција е подигање на социјалните и интеркултурните вредности потребни за планирање и реализирање на активности за меѓуетничка интеграција во соработка со општините. Очекувани резултати ги дефинираме по имите мултикултурализам и интеркултурализам како појави. Правиме разлика меѓу мултикултура и интеркултура. Ги објаснуваме елементите на интеркултурно општество, препознаваме елементи на интеркултурно општество, изведуваме конкретни активности кои придонесуваат за градење на интеркултурни вредности. Минатата година работевме на теми со личен идентитет и прифаќање и почитување на разликите. Како прашање би ви го поставила следното прашање? Што беше тоа што лично ме прави различен од другите во училиштето, средината во која живеам, во државата? Што беше тоа што лично ме прави различен од другите во училиштето, средината во која живеам, во државата? Прикажани се две слики, 1 и 2, кои символички представуваат мултикултурализам и интеркултурализам. Па би ви поставила неколку прашања во врска со овие слики. Што гледате на едната, а што на другата слика? Што представуваат круговите? Како и дали тие меѓусебно комуницираат на првата, а како на втората? Преку дискусија треба да дојдеме до заклучок дека и на двете слики се представени различни заедници, но на првата тие не комуницираат, не соработуваат меѓусебно, додека во втората сите имаат меѓусебна интеракција, односно соработка, комуникација. Од тука преминуваме на објаснување на концептите на културализам и мултикултурализам. Значи, цртеж 1 и цртеж 2, односно слика 1 и слика 2. Мултикултурно општество е општество во кое живеат неколку различни културни или етнички групи. Луѓето живеат на ист простор, но поединците од една културна група најчесто комуницираат само помеѓу себе. Например, во мултикултурно соседство луѓето може да одат да јадат во ресторан кој служи храна типична за секоја етничка заедница, но воопшто да немаат контакт со луѓето од таа заедница. Интеркултурно општество е општество во кое меѓу различните заедници постои разбирање и почит едни
кон други. Интеркултурната комуникација се фокусира на меѓусебна размена на идеи и културни норми и развој на меѓусебни врски. Во интеркултурно општество никој не останува непроменет, бидејќи сите учат еден од друг и растат заедно. На овој слайд ни се представени со помош на Вейнов диаграм две училишта. Едното е мултикултурно училиште, а другото интеркултурно училиште. Со помош на овој Вейнов диаграм ги определуваме разликите кои што се карактеристични за мултикултурното училиште и интеркултурното училиште. Кои се основни карактеристики на мултикултурно училиште? Во мултикултурното училиште учењето се заснова за други култури без директна комуникација, интеракција. Одделението е етничко, јазично, хомогено. Нема заеднички часови, активности меѓу одделенијата. Одделно се подготвуваат точките, односно активностите за манифестации и прослави. Наставниците само ги учат учениците за културата на другите, но не креираат реални можности за учениците од различни етнички заедници, односно култури, да се сретнат заедно на наставни или воннаставни активности и слично. Наставниците не соработуваат меѓу себе при планирање и изведување на наставата. Кои се основни карактеристики на интеркултурно училиште? Основни карактеристики на интеркултурното училиште се: одделенијата се составени од ученици од различни заедници. Заеднички часови каде што ќе се поттикнува диалог помеѓу учениците за да можат подобро да се запознаваат меѓу себе. Заедничко планирање и реализирање на училишни манифестации и прослави. Наставниците креираат реални можности и учениците да се среќаваат и заедно да учат и да се дружат, односно се дава можност за воспоставување на диалог меѓу учениците од различни заедници, односно култури. Исто така, наставниците од различни етнички и јазични групи соработуваат меѓу себе и се пример за соработка и меѓусебна комуникација. Како заедничка карактеристика за мултикултурното и интеркултурното училиште, која е разликата? Односно, кои се сличностите во што се слични овие две училишта? Секако дека и во едното и во другото училиште постои свесност за постоење на други култури, меѓусебно признавање и почитување на различностите, недискриминација на ниту една културна група.
Како заклучок од сето ова можеме да го изведеме следното. Живееме во општество во кое екзистираат различни заедници, групи, култури и треба да целиме да градиме интеркултурно општество во кое ќе има соработка меѓу различните култури. За да градиме интеркултурно општество, треба кај секој од нас да развиеме интеркултурни компетенции кои подразбираат уважување и почитување на разликите, свест за сопствениот личен и културен идентитет и прифаќање дека поради различни причини постојат разлики меѓу различните групи, заедници и култури. Постои воспоставување и одржување на комуникација, диалог меѓу различните групи, заедници и култури, како и прифаќање на оние различни од нас и способност за интеракција со различните од нас, која е ослободена од негативните ставови, а тоа се стереотипи, предрасуди и дискриминација. Интеркултурното општество ни овозможува да учиме едни од други, да се надополнуваме и да се развиваме како личности. Во врска со денешната наставна содржина, се запознавме со поимите мултикултурализам, интеркултурализам, мултикултурно и интеркултурно училиште. Како ваша домашна задача имате да напишете есеј со следната содржина. Во какво училиште би сакале да учите, во каква средина би сакале да живеете. Довидување.